ова се некои истражувања правени на ниво на Европа гледано. Моментално, значи, има од 2019 се бројкиве 62,2 милиони чланарини се плаќаат за вежбање во Европска унија, во фитнес центри, и 2019 има раст од 3,5%, што е реално многу на оваа бројка. Ако гледаме у пари, у Европска унија, кај што Македонија се уште не фигурира, се завртени 27,2 милиарди евра. И тоа се огромни суми и средства. И во Македонија, ако гледаме, има податоци, а тоа е дека Македонија направила 700,000 евра обрт у 2018 година, ако не се лажам. Тоа значи, ако поделиме по просечна цена на чланарина во Македонија, значи дека у државава има помеѓу 3.500 и 4.000 вежбачи, што е неточно. Мислам, секој од нас е свесен дека тоа не е реалната бројка, а тоа е поради причината што е и темава денешна, а тоа е нерегулирањето и многу сива економија, што ништо нема како бројка евидентирано во државата. Гледате што се случува во Албанија и Косово, во Србија, во Грција, и супер е што има, мислам, секој од нас е свесен дека има раст во индустријава, и ќе се сложите секој од нас дека ако го гледаме февруар месец како последен месец у кој што имавме прилика да работиме нормално ван овие ковид услови, дека бројките беа, мислам, стварно беа одлични, и не постоеше клуб во Скопје или фитнес центар кој што немаше вежбачи, чланарини, и работите се движеа супер. Од ноември до јануар ние со Insider, таа е Market Research агенција, правевме и во Македонија истражување, и излезе дека 88% од луѓето под 50 години барем еднаш неделно се активни. Може би тоа значи планина, качување, може би точак возење, може би трчање, може би у фитнес центар, ама се активни. И тоа покажува дека навистина у секое домаќинство у земјава има барем еден човек кој што инвестира и вложува, троши пари за вежбање. И вежбањето, како и секоја, не знам, како струја, вода, храна, ќе стане некако нормален трошок у сечие домаќинство, и затоа е важно да се бориме за да се регулира оваа индустрија и да посакаме подобри стандарди. Овака изгледаат, да речеме, по каде најмногу се трошат парите во фитнес индустријата. Дефинитивно теретаните се најупотребувани. И ова беше одговор со повеќе значи можеше испитаникот да штиклира што од ова вежба. Значи можеби некој ќе рече и теретана вежбам, и точак возам, и планинарам, али процентуално еве како што е најзастапено. Еве кои се парите кои што луѓето ги плаќаат. Значи, ја не ми се веруваше дека постои во Македонија и од 300 до 500 денари дека имаме чланарина за физичка активност, што мислам не би требало да се случува и не смее да се случува. За месечна чланарина зборуваме од 300 до 500 денари. Како? Да, али баш и ради тоа ние треба денеска да зборуваме и за тие услови, ради тоа што треба да има некакви услови, ако можеби тие услови подразбираат и да си наштетиш на здравјето, а не да бидеш, не да оди тоа у некаков бенефит. И ова се факторите кои што најмногу влијаат за да промените или да одлучите во која локација ќе вежбате. Дефинитивно инфраструктура и справи се нешто што е најголемата причина поради која што луѓето се одлучуваат да одат точно у тој центар или клуб. За подобра инфраструктура и справи, баш еве и со Здравко на почетокот зборувавме дека у Македонија има некои регулативи кои што као те улеснуваат при увоз на справи и опрема, ама у пракса не се спроведуваат и не се применуваат. Затоа мислам, генерално би сакал сите од тие теми да ги допреме. Па ги нема затоа што никаде не ги нема. Мислам, сите знаеме дека постојат, ама они се најнерегистрираното нешто.
у државата. Така да еве ја би почнал една дискусија чисто за тоа што секој од нас се свесен, ама прв пат се собираме да си прозбориме као група повеќе од 5-6 луѓе. Би сакал да чисто еве од вас слушнам која ви е најголемата болка при работењето, затоа што ја сум присутен у фитнес, велнес индустријава, ама ние сме мобилна апликација и нешто кое што не се среќава со секојдневното работење и проблеми на еден фитнес центар, така да би сакал еве од вас да слушнам што да си споделите што ви е, која е најголемата болка која што прва би сакале да се реши у секојдневното работење. Ајде. Добро, јас уклучена, ме слушате? Да. Добро, ако за тие што не ме знаете, јас сум Елена Бугало Михајловска и за разлика од фитнес парк и од Здравко, немам теретана, немам фитнес центар, него ние работиме, Бране е тука, нешто што мислам имаме нешто слично, ние сме клуб каде што работиме со групни активности. Е сосема различно и супер што може да ете сум различна од делот на тоа па да споделиме различно, ама верувам дека маката кај нив и маката кај нас е малку поразлична и е можда мојата полесна. Главната работа што откако јас сум 13 години од ова и почнав на времето во дом на Арама да држам со Лазар Иванов тренинзи каде што генерално немаше никакви услови за вежбање. Услови зборам немаше кислород. За такви услови зборам и тоа не беше регулирано таму. Ама држав со часови, бевме таму супер оправдани и присутни. Сигурно знаете таа сала, верувам. И се држеа часови, никој не контролираше ништо. Со текот на времето се префрливме, нели, направивме нови сали со сите услови да има, не дека ни даде некој нас објаснување каква сала ние треба да имаме, баравме сала да не е подрумска, па баравме сала да има проток доволно на кислород, има дневна светлина, сето тоа се учи на факултет дури кога се учат тие работи како треба да има една сала и до ден денеска најголемиот проблем е ние да наплатиме чланарини со добра сума за да испловиме кирија од која што имам 700 квадрати вкупно сала, која што е сериозен трошок. И при тоа на 3 години ја обновуваме на 2 опремата, која што ја увезуваме и е страшно да се увезе опрема од надвор. Прво во овие 2 години имаме огромна сала во која што увезовме од Кина опрема и тоа е страшно да стигне опремата, до тука немаме никаква помош. Не знам дали Никола знае, пошто имате вие концепти и слично, ние од Вај увезовме еден ровер и 2 точаци тука за кои што затоа што не сме како дел од Европска. Сега не ги знам сите тие работи, нели регулативи, јас сум тренер најмногу во клубот, партнери сме со сопругот и Емил Станков кој што е главниот инвеститор во сето тоа, меѓутоа нас не беше проблем да внесеме луѓе 2 точаци, рок и еден концепт ровер, што коштаат по 1200 евра и требаше уште 2000 евра или помалку да се плати, може ти поише ги знаеш финансискиот аспект, да платиме само тие да ги внесеме. И ние не вршеме ништо работа, него јас и сопругот да се спремаме за надпревар, пак не можевме да им понудиме на вежбачите сите да вежбаат. Значи тоа е нешто недостижно, а е тренд и сакаат. Ајде тоа го ставивме на страна, ги убедивме дека добро не мора ние со тоа да вежбаме, ќе земеме ситна опрема. И пак и за тоа е проблем, неквалитетна зимаме од Кина, затоа што се што е поблиску е поскапа, немаме како да го увеземе и слично. И тие работи на крајот се сведува дека не можеме да наплатиме чланарини високи. Како што Никола го спомна и тоа и преска, мислам те спомнам цело време затоа што се видовме пред малку сме тука, можам послободно да разговарам. Немаме никаква стандардизација на цената. И кога сега земавме нов кредит ние како клуб, за да отвориме сала на отворено и одма ја покачивме чланарината, имавме проблем со тоа. Меѓутоа стоевме на тоа дека ние немаме како да испловиме затоа што пак не чекаат сега тешки месеци. Пак ќе не затвараат. Нема да не затвараат, не се знае, добро, ама пак луѓето нема да сакаат сите да влезат во сала, ќе им биде страф. Имаме регулатива во однос на тоа колку ќе биде на растојание и слично. И ние пак ќе бидеме во страшна загуба. Не можеме вработени имаме во салата, имаме основните трошкови, нас не се проблем да се справиме во текот на месецот, а не зборам за нешто друго. Најголемиот проблем кај мене е да направам опрема за луѓето за да ги задоволам. Со сето тоа, со чланарината која што ја наплаќаме во текот на месецот, да се водиме за висока чланарина во Скопје. Значи, ние наплаќаме CrossFit, најавно, немам што да крием, 2300 ние месечна чланарина, 1700 е
Мојата и старите членови, ова сега го покачивме, 1500 со 2000 денари. Каде што луѓе они доаѓаат вежбаат секој ден, користат опрема која што сме им ја донеле. Тренери за кои што одиме плаќаме сертификати по странство затоа што тука никој не се наоѓа да дојде да ни одржи еден семинар. Зашто ние да бараме, јас трудна да одам со Атанас во Франкфурт да зима лиценца за кросфит. Затоа што сака да држи кросфит. Ајде сумата да ставиме на страна. Трошкови се огромни, меѓутоа тоа е цела организација. Тренте сакаат луѓето, никој за тоа не ни помага. Јас доаѓам да сакам да бидам тренер, дојдов на факултетот на физичка култура да прашам како се тоа можам да го направам. Он ми рекоа, не можеш, ти си биохемичар, си била што сега тука ќе држиш часови. Добро, толку беше, крајот беше на муабето, тоа е вториот проблем. Како јас сега или сакам друг да ми биде тренер и да ни помогне во сето тоа, немаме регулативи во врска со тоа. Се има академии, може ќе ме поправите сето, ама за аеробик, за пилатес и за групни активности прашува во Бугарија, прашува во Солун и да дојде ред да прашам во Белград, каде што има факултет за физичка култура и си нашлем многу супер солуција. Да, што сакаш да бидеш ти тренер за кошарка, тренер за кондиција, тренер за скијање, тренер за аеробик, тренер за групни активности, тренинг за бодибилдинг, во склоп на факултетот имаш една година цел семестар каде што ги учиш основните предмети, анатомија, физиологија и слично, небитно. После таа цел семестар сите се делевме на посебна бранша за да се устручиме во тоа што сакаме да го правиме, затоа што викат нема да бидеш професор по физичка култура па да ти треба да учиш цел факултет за сето тоа. Тогаш јас кога прашував зборам ова пред 8 години, како тренер да се биде. Добро, тогаш кога бев јас. Добро. А за групни активности, например, пошто тоа е сега најмногу застапено. Студии, да, виша. 3 години, да, иначе сигурно имаат нешто за да земеш. Добро, а со добро, еве да биде тренер, еве роби, тоа се актуелните работи, еве да не гледаме за да не ги гледам за тие спортови, збориме сега за на. Тогаш тоа не е никаде, јас лично не го знам, јас кога дојдов, јас бев конкурс. Добро, тогаш јас кога бев немаше и се запишав во Белград и патував секоја недела таму за да одам да учам, да земам диплома. Прашање дали тука можам да верифицирам. Затоа што кога и некого нешто да прашаме, што ние не се враќаме сега на факултетот за физичка култура, кога ние имаме проблем во клубот, враќаме за агенција на млади спорт. Или на некој што го знаеме, па имаме врска, па прашуваме, јас тебе те знам, ти си ваѓа, дај помогни ми да не грешиме ние тука, да не ни дојде нас инспекција, па се нас да не казне јас затоа што сум тренер, или затоа што е овој тренер, дали смееме или не смееме. Ние такви работи, никој не ни ги немам каде да ги прочитам тие работи. Да, ма и види, као тренер, знаеш, обично тоа што се соочуваат, у принцип, еве, као собственик на клуб, кој што си ти си и тренер, и благајник, и секретар, и ти се чисти, и едноставно човек нема капацитет за да ги прави и сите работи, и тоа е целата, мислам, и затоа еве сме денес тука за да помогнеме да имаш капацитет за да спроведуваш многу работи у фитнес центарот, пошто и не е само фитнес центарот, секој од вас има живот, има деца, има фамилија, и така и 24 часа да си посветен, не можеш се да знаеш и не треба се да правиш. Али колку што те разбрав, болката ви е така опремата, која што увозот е проблем, да не зборуваме за ковидот дека можеби за 50% ја убрзува амортизацијата на опремата. Увоз е супер, немаме тука кај да купиме, да ти прифали кетелбел еден или тек, немаме кај да купиме ние, ништо немаме кај да купиме во врска со спортска опрема. Имам, мислам, ама добро. Луѓе, ама сала треба да опремиме за 50 луѓе, јас за група треба да опремам сала. Да. Тоа не зборам, пошто ја неквалитетно нешто имам, например, земено имаме ние од не се најквалитетни тегови и слично сето тоа.
плаќаш данок во Македонија 18%. Тоа е сосема нормално. Ние увезуваме стално стави, значи исто тоа. Зависи од која Ние сме земја, нормално, мислам дека значи, има вече 5 години, Да се представам, јас сум Здравко, собственик на ФИТ, 13 години. Ама не, мислам дека за да се снима да... Да. 13 години регистриран, преку 30-35 години во спортот. Кога го отварав јас клубот, имаше тогаш 10% царина, 18% данок. Има една правна регулатива, каде што ако се, значи, првата работа е што е како ќе се регистрираме. Дали ќе бидеме као регистрирани као спортски клубови издруженија или ќе бидеме као фирми. Тие се двете основни насоки кои некој отвара, кој правец ќе го заземе. Јас сум регистриран као спортски клуб, а у законот стои издруженијата, спортските клубови, ако ја увезат опремата за сопствени потреби, се ослободени и од царина и од данок. Потребна документација е од федерација, член, и од Агенција за млади и спорт. Со тие два документи ја внесуваш робата без царина и без данок. Примена у пракса нема. Значи пробав, до сега многу пати сум увезол справи, после тоа почнавме преку Дрини да ги увезуваме, секогаш сум плаќал и царина и данок. А во законот стои дека ако е основно средство за работа, мора да бидеш ослободен за спортски клубови. Не пре... Ние сме сите сме спортски клубови. Добро, некои имаат и друга регулатива како што е регистриран. Значи јас неколку пати ги обнови справите све. Во законот и стои како треба да биде една опремена сала. Значи некои минимални услови. Тие минимални услови се стварно минимални. Значи мора тоа да го потикнеме да се изменат тие услови. Каде што он ти вика ти треба прозор за проветрување. Па сега направи Агенција за млади и спорт. Јас трагам од себе. Јас имам премногу инспекции кај мене во клубот. Значи може да кажем и највеќе од сите клубови во Македонија. Сите инспекции се редовни гости кај мене и затоа сум запознаен со тековните проблеми и моите права и обврски. И затоа секогаш идам максимално професионално и сите работи да ги исполнам како што треба. Едната од работата е што мене ми смета као спортски клуб, не смеам да продавам вода. Спортските клубови не смеат да продаваат вода. 2019 има измена во законот, затоа што ние спортските клубови не сме ДДВ обврзници. Значи, на чланарината немаме данок. Све друго што ќе влезе ван чланарина, а го поминеш износот од 2 милиони, стануваш ДДВ обврзник. Ама ти влегува и износот од чланарината. Јас правам чланарина, имам повеќе од 2 милиони, 2 води да продадам, автоматски на чланарината станувам ДДВ обврзник. Затоа не смеам. У законот ти вика да, стави кираџија, имав еден период кираџи, изнајмен простор, каде што фирма не можеше да издржи економски да ги покрие трошоците. Двајца вработени, фирмари на све, за да ми продава он мене води суплементи. Значи пак има некоја си регулатива каде што треба да потикнеме да се сменат сите тие работи. Јас сум регистриран, значи спортски клуб Дено спорт. Кај мене сите вработени се пријавени. Јас немам вработен ни еден на црно и не дозволувам од надвор тренери да ми убавуваат дејност, затоа што имам проблеми со инспекции. Редовно доаѓа трудова инспекција и ми ги контролира вработените. Он ти вика не смееш да го ангажираш никако хонорарен соработник, да си плати или јас или он 10% персоналец, затоа што сум регистриран дејност спорт, а ангажирам за таа дејност вработен. Ти го пријавиш. Значи тоа е за спортски клуб. Ја можам да зборам само за спортските клубови. За фирмите и за другите регистрации не знам. Имаме Значи, од таа гледна точка мислам дека можда некој сака да му биде допуна тоа работи некаде, сака 2, 3, 4, 5 сати да работи као тренер. Ако е пријавен на друго работно место 40 сати, јас не смеам да го ангажирам него уште 4 сати. А не можам да го ангажирам никако хонорарен соработник, договор на дело или било која форма, каде што легално би сакал јас да го платам него. Морам да бидам вработен. И затоа сите моите тренери, сите се вработени. Германа, како е, вие како го, мислам, истиве се болкеви и ваши? Исто да. Исто. Работи ова? Не знам. Не ми личи дека работи.
кај нас е само тоа олеснително дека го сретат Германцу. Ние сме клуб со групни активности, двајца тренери сме и трети имаме и толку е. Немаме проблем со Дај надворешни да таму тренери. треба да те попушти. Не осекам дека. Нема. Без маски. Тама си. Истата болка и кај нас, меѓутоа мислам дека тренер како надворешен може да се плати хонорар. Не знам. Не, ние сме регистрирани како компанија, значи фирма. Ние сме дел од Parkland Hospitality, значи ние сме како дел од хотелот. Тоа е веќе друго. Сега нормално, трошоците се имаме и ние таков проблем. Најголем проблем ни е чланарината. Значи јас не можам за да покријам дури и да имам побарувања од да имам повеќе тренери, да вработам, значи јас не можам да го покријам тоа затоа што чланарината е минимална. Мислам, тоа што е инвестирано таму не може да се покрие со јас моментално, колку што имам клиенти и колку што имам побарувања, би требало да имам 20 персонални тренери. И они дали ќе стигнат, меѓутоа ајде оди плати ги. Или па ако тие персонални тренинзи кои ги плаќаат клиентите, предпоставувате. Ако е надворешен тренер, они си плаќаат или си работат на кеј, може да влеземе јас и ти како пријатели, ти мене да ми покажуваш вежби. Добро, кај мене не дозволувам јас и затоа имам пријави. Јасно. Не дозволувам од надвор да влезе тренер и да ми обавува дејност кај мене. Јас не дозволувам. А дали си под ризик, да речем, у таков случај, да еве од трудова инспекција? У случај кога така, пошто мислам, тоа ја знаеме што се кој обавува дејност, значи влегува во рецепција, може да наплати, да земе пари, да секој ми е пријавен. Меѓутоа, Јасно ми. знаеш, надворешен тренер како влегуваш? Влегуваш како јас и ти си вежбаме, ја ти покажувам тебе, ти ми покажуваш Тоа не мене. може да го избраме секогаш од клуб таков кога има, сум била ева Не. работела. Јас кај мене до сега сум дал неколку исписници на такви луѓе. Значи кај мене Не, јасно. да не дозволувам од надвор да влезе тренер до бавува. Види, тоа мене мора да ми го пријава, значи морам да го знам, не да Точно, се... да речеме јас, кај мене има истакнато правила и сите правила пред се важат за мене. Кога сите правила важат за мене, значи нема никој исклучок што е. Јасно. Вработените имаат обврска, секој што не се придржува на правилата и јас да ме опомене и да ме исклучи од сала. Така функционирам јас од почеток. Знам, сум изгубил клиенти, ама и многу сум добил на тој однос. Значи, тие правила пред се важат за мене. И Види, Здравко, се зависи од капацитетот на фитнес центарот и од... Ме разбираш? контролата. Контролата, меѓутоа, еве, ќе го земам, ајде да не го земам мојот клуб, ќе го земам за пример Синерџи. Значи, Синерџи е просторно гигант. Значи, таму има 1500 квадрата работна површина. Таму има капацитет во еден термин да вежбаат 100 луѓе. Тоа замисли, гледам дека во последно време сите сакаат да користат персонален тренер. Сакаат да платат. Еве, луѓе има што сакаат да платат, ќе ги најдеш. Знаеш ли колку тренери треба да вработиш за да го покриеш се тоа? Ја тргам од мене. Значи, јас во мојот работен стаж клубов сум стигал до 18 пријавени вработени. Браво. Значи, Браво. до 18, значи не, тоа се проверува у УЈП, листа на плати, 18 сум имал вработени платени тренери. Значи све се контролира ако се сака. Значи не може кај мене некој да влезе можда. А зашо си ги изгубил затоа што увиделе тие тренери дека не мора да се вработени и да се имаат персоналци? Затоа што кај мене јас ги обврзувам, доаѓа тренер сака да работи, нема проблем, повели работи. Морам да те пријавам, имаш трошоци. Јасно, јасно. Он си вика јас ќе работам на црно, тие трошоци ќе ги нема. Добро, сега ако дојде некоја не ги знаеш дека се јас и Јосиф ќе дојдеме да вежбаме заедно, јас му држам на Јосиф час и он ме плаќа за тоа. Како тоа се регулира? Ние со тоа сега мислам повеќе го... Значи, реалтивно јас знам дека имаш час. Аха. Правно не можам да те дугари сте си вежбате. Јасно. Ама ти денеска ќе направи само со нејзе. После саат и пол. Утре ќе дојде со друг. Значи контролата ти немаш голем обрт кај мене. Може да ќе направиш со еден човек у месецот, повеќе не можеш. Нормално, секој клуб си има интерни правила, значи со цел да си ја најде формулата како најдобро да функционира. Да, ама јас со тоа и ги заштитувам и моите вработени. Јасно. Затоа што имам јас ангажирано платено, сакаш еве, плати го, персоналец, ќе си помине уплатата преку пулт и ќе му биде исплатено на него. Да, тоа е више коректно работење. Мислам, јас сум восхитена.
што го слушам ова искрено. Значи, Сум слушнал за ова. Значи, сум кај мене стварно- е тој принципот за све. Значи, еве, јас имаме сега ковид мерки, од ковид мерките јас имам малце построги мерки. На дел од клиентите им сметаат, ама добив многу клиенти што сакаат. Значи, кај мене е задолжително вежбачот да биде со маска. Вработениот тим маска и визири ракавици. Значи, тоа е процедура у секое време кога и да дојдеш, еден покаже ми со прст дека не носи маска, нема вежбање. Собствен пешкир мора да му биде ставено. Не може. Здравко, сега баш еве и Герман ме потсети на ова со Синерџи што го кажа. Моментално да речеме Пулс е нешто слично со површина на Синерџи, се работи за 1200 квадрати работна површина за вежбање. И они у моментов имаат огромен проблем, затоа што тренери кои што сакаат, они сакаат да вработат тренери по истиот принцип и нели имаш основица плата, во зависност од тоа колку имаш персоналци, ти си зимаш нели плюс Секој месец 50-50 менјаш. они делат. Пошто персонален клиент за да вежба со персонален тренер плаќа 10.000 денари. Надвор од чланарината за фитнес центарот. Значи ја ќе платам 12.000 денари, од тие 10 50% ќе отидат за тренерот кој што го држи часот. Ама проблемот е што тренерите не се нафаќаат на таков модел, затоа што знае дека може, зашто да ми даваш ти 5.000 денари, која ја може да си наплатам 6, 7, 8 и да си го Не, терам као не е персоналец, само да тоа, не ми значи- зимаш од моите пари као, да ме... Они не гледаат ни сигурност во тоа. Они се плашат. А добре бе, како и у парк се плашат? Кај мене, на пример, внатрешните тренери, тие што работат кај мене, не се плашат затоа што ја ги обезбедувам тие персоналци за нив. Јас ги препорачувам. Доаѓа нов клиент кој бара тренер, јас покажувам CV од моите 5-6 колку и да се тренери, он бира ако е слободен, оди кај затоа што осеќа сигурност, затоа останува. Треба клубот да им обезбеди. Нив ги боли ако они донесат клиенти, значи ти си мој клиент, јас те носам некаде и тој клуб мене ме зима 50%, ме разбираш? Од тоа што јас го имам со тебе. Ова веќе се Ти обезбедување на минимална плата, така? Осигурување и минимална плата. За да ти земат после 50%, ако си имаш ти... Ама што правиме со тоа? Јас ако дојдам кај тебе и држам часови на други. Пример во Приштина. Јас им наплаќам на Многу извин. фитнес тренери, извинете, во Приштина. Тие си плачат на клубот. Фитнес тренерот си му плача на клубот што ги користи, значи професорот го користи и исправите. Мора да плати. И не месечна, обична месечна членарина што му коштат на вежбач, туку си плача многу повеќе. А како рентање да дојде некој? Тој може да си работи, да си ги користи цело време, значи исправите како фитнес тренер. А она како да е рента фактички на некаков вид сам. Ама не е обична членарина, ниту многу повисока, за да А кој одговара за повреди во врска со клиентите? Кај е он вработен? Како он држи часови? Тоа е сериозна Ама работа? пак имаш сива економија, он после остатокот од парите му ги плаќа у кеш на него. Ама Иве, да оставиме вина. индивидуалното, да. Да. Тој одговара за индивидуално. Затоа е таа правна регулатива све да иде преку пултот, а клубот му ги плаќа, значи и он си е И во Европа во принцип, значи повеќето фитнес клубови веќе нема ни вработени, знаете? нема. Значи си влегуваш, си излегуваш како сакаш, кога сакаш, 24 часа си работиш. Одеш во 4 сабања, можеш да одиш да си вежбаш, со картичка влегуваш и плаќањето е онлайн и картичкава ти иде дома. Не, тоа не е спорно. Спорно е начинот на ангажирање на тренерот. Кажам дека и таму, значи ти си вежбаш, јас сум вежбаш, двајцата имаме членарини, си влегуваме кога сакам, јас кога сакам да дојдам тренинг. Да, дека не може се да се изрегулира сагате да За кажете. надворешните принципот и кај мене е ист. Значи они плаќаат, не доаѓаат меѓутоа Порано е вака. Да, ама како му плаќа? Значи, Месечна членарина си плаќа Со обично. картичка да, влегува. ама тренерот како го плаќа? Значи тоа е пак сива економија. сива економија. Го Значи плаќа тоа надвор на дискутираме. кафе. Значи, Па таму тој тренер нема осигуравање. Тоа е пријаве, не е проблем таму. Само зборувам сега за услугата што ја прави. Да, затоа што и од друга страна да ги погледнеме тренерите. Значи нема пензиско, нема здравствено осигурување. Зашто? Обавува дејност. Се едуцирал, се доусовршил, зашто он да нема некоја сигурност. Дека ќе има и стаж, дека ќе биде осигуран и може да се ослони да планира утре за било што. Значи поентата е и они да видат бенефит од тоа што не е само да се платат давачките на државата или на клубот. Значи мора да ги согледаме сите страни. Клуб, вежбач, тренер. Кога ќе ги поставиме така работите, заеднички
да го согледаме. Значи, опак е ова пазарна економија. Не можеш на некој да му наметнам јас колку да наплати. Толку се цени, ако има пазара да го плати, ќе го плати. Ако не може пазара да го плати, нема. Значи, ние сме пазарна економија. Не можеме да идеме тој тренер, сите тренери исто цена. Сите коли не коштаат иста цена. Значи, мора да има од до. Да, се сложувам Има за тоа. стандардизација никаква да се почне од да, нешто. Има, ама и да има и сигурност и тренерот дека имаме злоупотреби на тренери каде што платиле во клубот не се исплатени, ги уценуваат или било што. Значи од таа гледна точка мора да ги согледаме и тренерите. Колку тренери има оштетени од самите клубови што не се Димитар, исплатени. ја би сакал Димитар, пошто мислам и баш фала ти што дое за разлика од повеќето пријавени, али знам дека мислам имаше искуство и со студио кое што нели утрините беше дел од почетокот и основачите и знам после беше во Сингапур беше така? Да. Да, кај што еве имаш искуство таму, како таму е регулиран целиот екосистем на работење, пошто Сингапур е мислам друга димензија на функционирање. Како што спомна Герман, во Сингапур све мора да помине преку фронт десктоп, значи нема договарање со тренер, све иде преку фирма. Така да доаѓа клиент, прават прво интервју со клиентот, што е како е и све иде преку фронт деск, уплаќа пари, се гледаат тренери, клиентот си има своји, да речеме, како да кажам, своји преференции, да одбере, например, сакам тренер со такво искуство, едно друго, се бираат тренери, кој термин ти одговара најмногу во текот на денот, се уплаќа и се почнува со тренирање. Така да нема теорија да земеш пари еден на еден, да речеме, вие да се договорите надвор од за поголем Да го скокнете фитнес центарот. Да го скокнете фитнес центарот. Тоа нема теорија да се случи. Ако не е тајна, која е цената на персонален тренер? Еве, одвоена е чланарината од... Не, вака се, ја во перформанс центарот што работев, чланарина не постоеше. Значи, доаѓаш или плаќаш 6 недели спремање или 12 недели. Теорија нема за чланарина. Значи, $150 кошташе саат време, од тие $150, $55 плаќа тренер, му следува на тренерот. Во зависност од тоа колку трансформации ќе постигнам, на секој 3 трансформации од тие $150 мене ми се крева сатнината. Значи почнувам со $55 и доаѓам до $75 по саат за тренинг со клиент. Така да не постои А добро, не постои и ти да речеме ако си имал прилика да донесеш ти некој Да, ти следува само... Ама иста е процедурата, он си плаќа, си... Абсолютно, само ти следуваат гратис поени. Да речеме, не знам, ти ако го донесам мој реферал, ми следува, да речеме, од тие, не знам, он што ќе уплати за 6 недели, ме следува одреден процент кој што можам да си го искористам на суплементи, на било какви работи, без проблем. Храна, пошто и храна имавме, своја кујна имаше за клиентите, и храна ми делуваат free meals имам во текот на одредена недела. Така да... А така е регулирано горе-доле у сите центри? Не, у обичните да речеме, со чланарина си е нормално. Во обичните делува, ти ја плаќаш чланарината на клубот, да речеме, кој да е фитнес центар. Минимално тоа ја што правев анализи таму, минимално е $300 месечно беше чланарина да работиш. Доколку сакаш твој тренер да си донесеш, тренерот плаќа рента на клубот, да речеме. Например, они се договараат со клиентот, да речеме клиентот го носи, јас сакам овој тренер мене да ме тренира во тој фитнес центар. Да речеме, они се договараат $150 дека е саат, тренерот од тие пари мора да плати $50 на клубот по саат од тие 150. На крајот пак се сведува со сумата, имаме проблеми. Герман, Зашто како, разговараме? еве, дали сте пробале вие
пошто да речеме тренер кој ќе дојде надворешен, не од тие што се Добро. вработени, он само си плаќа чланарина Така? за да влезе, така? И Да, меѓутоа неговиот поминува низ филтер, не може било кој. Значи ми праќа CV, гледам каков тип на тренер е. Тоа иде во HR, разгледуваме неколку луѓе дали е све окей. Он ми кажува колку клиенти може да ми донесе, не може да ти обеќа толку точно, меѓутоа знаеш од до колку како. Си ја плаќа чланарината, мојот бенефит како клуб се фреш клиентите кои ќе ми ги донесе. Затоа што јас, колку што имам луѓе кои бараат персонални тренинзи, сакаат да тренираат кај мене, јас со 5-6 тренери кои толку можам да ги плаќам, затоа што имам и рецепција, имам и знаеш колку вработени се, ја не можам да постигнам. Не можам да покријам. Јас за да те донесам тебе кај мене како тренер и да имам бенефит од сето тоа, што ти ќе ми донесеш и гости и да те пријавам, кај ни е крајот. Тоа е најголемата болка, ама и платежната моќ, значи ние сме симнати, ти ми покажуваш вежба за 500 денара. 75 евра, долари од саат. Од саат. да, добро. Кај Стандард нас да е, бидеме да. реални персонален тренинг, од прилика е меѓу 10 и 15 евра. Долар тренер. Толку чини. Зашто правиме муавет? Ама за стандарди кога зборуваме, еве пример ќе го дадам сопругот. Он 2 пати беше во странство да зима за кросфит и учеше и зимаше лиценци, пошто цело време левел 1, левел 2, левел 3, па за да он држи понатаму курсове не си имаат некоја нивна америчка база. Исто го плаќаме курсот, луѓе, 1000 и нешто долари, патот се, машината, роверите ги зампнав јас, зашто ние тоа е таа проблематика ја работиме. Иста цена ја плаќаме, дури може и нешто повеќе плаќаме. Не сме пошто се исто плаќаме, што треба да научиме да го така да го платијата на курсот го плаќаше исто како што го плаќа и тој што е од Стоколм, пример, од Шведска, од каде и да е. Роверот чини исто и за нив, чини исто и за нас, а јас наплакам чланарина за он да го троши, пошто многу се троши срцето ме боли зашто ми е еден луѓе ровер во сала. Плаќа чланарина 2000 денари месечно, за кој што вежба секој ден, пак истото ќе го кажам, за кој што ние цело време одиме на обуки, се учиме. Не зборам, немам такви трошкови како вие што имате. Пешкири, едно, друго, тренери, затоа што ние и друго. Мене исто ми треба помош, да сакам јас сега, јас се раскострив, од причина што веќе сум породена со второто дете пред неколку месеци. И имаме супер клуб, во кој што само јас и Атанас работиме и партнерот што ни е, што го држиме клубот. Јас сега за да работам, друг што ќе ми помага, не знам како да го гледам тоа, немаме помош од тоа. Барам не субвенционирање, не знам како да се изразам, ама ни треба некаква помош за да ете или тие што се лица да ги пријавиме дека работат кај нас, зашто имаме сепак одговорност некако објект што се случува тука, ќе се случи грешка, повреда, не сакам да помислам на тоа, меѓутоа го имаме тој како проблем да можам јас освен лиценца што ќе има дека може да биде тренер, да имам некаква поволност да ја пријавам, а без да плаќаме осигурување, даноци, затоа што тој е part-time job кај нас во клуб. Така и сега сакам да ја пуштам и вие мене да ме пуштите да држам, ама да се знае дека сум таму, да не ми се плаќаат пример придонеси и слично, ама да тоа мора државата нас да ни помогне и ја да си улеснам работата. И сега јас да донесам сега трето лице кај мене, тоа ми се огромни трошкови, а ми треба за мене, а немам како да го изрегулирам, она работи девојката што сакам да ми помага, работи во некое министерство, си има друга работа. Ки платиме лиценца, пример, за да биде тренер. Тоа нема проблем генерално сега во моментов. Ама понатака немаме решение како сето тоа да го Да, па види, за тоа јас И сега сакам тука ни треба некаква помош, како ние тие тренери, какви биле, лоши биле, добри, са не можеме на се да мислиме. Не сме ние мокни се тоа да го провериме, ама секој што сака да биде, да има некаква регулатива, може да биде во фитнес парк, може да биде во нашите клубови, може и во таков клуб да биде. Треба да има до таа лиценца, може да работи толку и толку сата, може да го пријавите дека е кај вас тренер, различно од регуларните што се вработени во клубот. За тоа се случува, тие луѓе постојат секаде, а ги нема никаде. Ние за тие луѓе разговараме. Па види, и да, Да, ја мислам, извини. Постоечката регулатива вика ако си спортски клуб не смеш. Кога би дозволиле спортските клубови да ангажираат тренери хонорарци по договор на дело, данокот е 10 плюс 1 11%.
11%, ако наплати он 8.800 денари, треба да плати на државата данок, а ќе ги добие парите на трансакцијска. Со тоа што лимитот сега го поместуваат на 3 милиони, ако случајно помине над 3 милиони станува ДДВ обврзник. Значи мора ја пак сум упатен доста затоа што Јасно. го работам, Те- ете, буката ме натерало да ги знам сите Така е, работи. добро, во Значи ред. тренерот као хонорарец ако сега во моментов е 2 милиони денари, ако надмине станува ДДВ обврзник као фирма. Значи на таа чланарина плюс 18%. Па во ред, добро сега. Тоа е, сега го поместуваат, има предлог да биде 3 милиони денари, значи 550.000 евра годишен приход, на тој треба да стане ДДВ обврзник. Значи реално 50.000, тоа му доаѓа 4.000 евра плата месечно, што мислам Тешко дека некој. Да, ама ете, стои, пак мора да се знаат сите, знаеш, некој можда е добар, ќе помине. Треба да знае дека ќе стане ДДВ обврзник автоматски 18% ќе така, биде јас го одан. имам тој проблем, еве јас лично во кога стана короната, почнав да работам онлайн и тоа беше шок за мене и реално многу се пријавуваа да вежбаат, најотворено многу. И јас ето тоа давав лична трансакцијска сметка за да се плаќа, пошто не смеше никаде да се оди личната, ни од фирмата, пошто не е на моје име фирмата кај што сум. И се тоа одеше на моје име. Јас се јавив одма кај адвокатка и сметководител за тоа да го решам, пошто си 1500 денари, 1500 денари, 1500 денари, нели тоа не може така, само Да. не го решив првите 10 дена, пошто ништо немаше да се случи, ама не го оставив така. За 15 дена со адвокат, со сметководител, со договор на дело и одма ми го кажаа сето тоа, над толку ако се помине на 2 милиони и слично станува ДДВ обврзник за сега месечно, во сум толку уплашена да не ме стрети некоја казна, на еден месец го плаќам данокот. Таму викам Елена, многу ме замараш затоа што не можеш на крајот година се плаќа. Не. Пошто ова нема нели од страф и со онлайн работењето и слично, ете јас барам и тоа да се посекне. Да имаме се и тоа, може кај вас не е така, затоа што работите со справи и слично, ама еве јас сум во онлайн работење со тренинзи од дома. Имам и таква опција. Сега тие со тие како тие ќе ги да имаме закони за нив ќе мора да излезе нов, пошто тоа се ново кај нас. Не, Мислам дека многу тешко ќе се регулира тоа. Например, онлайн за спортисти, ја што го, да речеме, што го спремам, он ми плаќа директно, да речеме, плаќа у Сингапур, така од тука. Ја прашувам банката и викам на што сум ја обврзан од овие пари што ќе легнат, да треба платам данок у Сингапур. И они викаат, не тешко дека ќе се регулира тоа, пошто Вујко ти може ти праќа пари секој месец. Тоа е нерезидентна сметка. Тоа правиме муабет нерезидентна сметка во странство, не е обврзан. Ти си странец во Сингапур. Кога ти ќе отвориш тука, кога ќе добиеш прилив, да видиш како ќе ти дојде одма И еден контрола. прилив не е страшно од 6000, мене сестра ми префрлат. Мола? да, тоа е со Да, јас тој го тука имам. сомнежот се раѓа. Да, јас го имав тоа, еве јас лично и нема врска, одма зема, пријави фино, лепо, Да, ама данок. супер е што ти си дала сметка за да некој ти пушта Јас пари. трансакцијска Ние зборуваме дадов. за тоа дека, знаеш, еве, и ја гледам и по академииве што се случува и каков е трендот, дека се повеќе луѓе си бараат персонален тренер, затоа што ти еднаш кога ќе почнеш со тренер, сваќаш дека уствари супер е да имаш тренер и ретко кога ќе се откажеш од тоа да имаш персонален тренер, ама работава е што како не да ги покажуваме со прст или да викаме вие сте сиви или не знам туку како да се охрабрат тие луѓе да станат регистрирани затоа што тренерот така со неговиот клиент мора да дое у некој клуб, кај ќе го тренира? Ако нема едино на кеј да се, ама тоа повеќето од луѓето мора да отидат у клуб. Проблем е цената што може да постигне тренерот. Значи, ова е 10-та моја година. Кој ќе им кажеш дека 10 евра ми кошта, они више тука блокада е. Мисле, ама вика мене и за 350 ме вежбале. Не разбираш? Значи 350 сат нема. И сега, например, за да јас земам 350, добро, викам, ајде ќе ти помогнам, еве за 400 ќе се договориме. Кај да отидам у клубот, од тие пари ја плюс треба на клубот да му платам дека сум тренер од надвор, така? И сега ти бараш, у секунда ти бараш, идеш по клубови и бараш, кај можеш да не платиш. Точно, Така, тоа е. идам во Најголемата джим, болка. да, идам во джим и викам, слушај, овде ја ти носам клиенти да не плаќам рента. И он ти вика нема проблем. Колку клиенти имаш? 5. Нека плата само чланарината, вие што ќе си се договорите меѓу себе, земете си ги парите. Крај. Ти збориш
значи за у Сингапур ми кажа дека од саат време ти си заработувал 75 евра чисти. Почнува со $55 да речеме. Добро, Не, долари. Да. Долари па доаѓа Тоа до се 70. чисти пари за тебе. Чисти. Е. А Од ние секој збориме саат. за 10 до 15 евра црни пари. Црни пари, да. Значи чисти колку се од тие? Не ми е јасно тоа што... Ако ние тие 10 или 15 евра отидат преку сметка или на тоа треба да платиме данок или да пријавиме некого, Да. што Тука ќе да ни се остане за помогне и клубот? он- Значи, минимум е 11, максимум е 33%. 33% ако сите му ги даваш на плата. Е, за износот за државата. Така. Тоа е максимумно 33% или 11 ако иде минималното е. Значи тоа се давачките што треба да ги знае секој вработа. Онако има 100.000 денари, 33.000 треба да плати данок на државата, ќе му останат 67.000 денари. Ама добро, Тоа да. е као плата, а као персоналец ќе му биде 11%. На 100.000 денари, 11.000 денари ќе си плати Како дан. физичко лице кога. Да, ќе му легнат парите на трансакцијска, ама нема здравствено, нема пензијско осигурување. Јасно. Точно. Добро, еве како би охрабриле, што мислите дека би биле, еве, ако со помош на Европска унија, доколку би седнале со релевантните луѓе и институции и да кажеме, слушајте, еве што имаме решение, ова е болка, мислиме дека овака ќе стане многу порегулиран пазарот и клиентите ќе видат бенефит и државата ќе биде бенефит и конечно фитнес центрите нема да им чури главата како да најдат тренери, како да ги регулираат, кое би било можеби тоа некое барем 2-3 предлог решенија кои што ние би им на ги почетокот тебе кажав дека мора да најдеме начин како тие тренери и да се заштити салата. Јас пак не работам во тоа, ама го гледам од надвор затоа што бев во Синерџи, го гледав што се случуваше таму по долг период. Како тие што влегуваат Герман да не го боли глава во клубот или Здравко да не става стоп, не може да влагат, зашто да не влезат внатре? Тебе ти се плюс членарини во месецот, така ако јас дојдам со 6 мои сакам да вежбам, ама да не ме вработиш. Точно, ама мене ми доаѓа трудова инспекција. Да. и казната Епа сега јасност. тоа, значи нас не треба државата и посебниот сектор да ни помогне како ние да се справиме со нив. Зашто да не ги пријавиме, не да ги пријавиме за да им плаќаме, да си ги регистрираме, да се знае дека од надвор едина, пример ќе кажам, доаѓа и кај мене и кај тебе и таму, зашто да не оди? Она така сака да работи, да шета по теретани и да држи тренинзи, да се регистрира како сама. Мислам дека постои. Јас не знам, јас сум Мислам помална дека од што вас постои? во ова можда. Може да биде регистриран прво као Трговец поединец, да. Точно. Може да самата да се регистрира Ама као се клуб. тоа, да, ама тоа се сад процедури што Зашто девојче некој од 20 години треба само да ги Добро, она може да се регистрира као клуб. нека ни дадат. Или ти си регистриран као клуб, доаѓаш кај мене, јас Вие да сте информирани за точно ти сето тоа, давам парк. фактура, ти ќе ми ја платиш фактурата за услугата и готово. Ете, Се и да плаќаат они како тренери поголема членарина и тоа е фер. Тоа е Пошто пазарна заработува. економија, тоа се стварна договор, политика на клубот и Ама на мора кли- да ги знаеме веќе тренерите што го прават сето тоа. Зашто да нема листа на сето тоа и зашто од Герман да се секира или вие да не ги Ама еве, пуштате? Кај него има листа, кај мене има листа, доаѓа клиент и вика сакам тренер, не ги познава. Му го понудува CV-то, самиот одлучува. Ако одлучи сам, ако не, остава на тебе да му препорача според тоа што го знаеш за клиентот, што бара. И А му до- даваш препорака. Добро, Герман, еве, пошто у парк реално има тренери кои што стварно и долго време работат и се со искуство, надворешни зборувам. Дали ја знаеш нивната приказна страна и болка, у смисла зошто еве он не би се За регистрирал? жал. Затоа што му За се жал. сладки кеш парите или затоа што можеби не знае, пошто реално ако зборуваме ние за 10% тоа не се Ако имате многу клиенти, зашто да не се знае колку како тренери Ај, ниску е работиме? Ти сега зборуваме, ај Од нивната таа страна да ја пројка слушнеме. не Не Па нема дојдоа зашто да не се повеќето, плаќа? ама Еве јас плаќам данок. можеби ја знаеш. Како што кажа Здравко, значи и да ги добие тие пари, он на сметка да, еве 10% не се голема болка, ќе ги плати така. Има здравствено. Што му значат тие што ќе одат преку сметка? Кога се данок истите ќе пари. плаќа. Само од данок ќе плаќа. А он не може да ги вработи Него- сите, он не може да вработи 20 А јас не тренери, може. а му треба членарини да Шанси не. доаѓаат што му ги носат. И сум приметил, значи во сите клубови кај што работам, еве ќе го спомнам Синерџи, значи на почеток почнавме со таа формула да пробаме да издействуваме некоја бугарска формула, така работеа таму со процент, ем се вработени, ем имаат процент
од персоналниот тренинг. Значи доаѓаш кога ќе ги платиш да носите он од персонален тренинг, зима некој 150, 200 денари и доаѓа и ми вика Никола, па боле јас ќе си седам на рецепција, ќе си продам водички, ќе си влагам лабаво ќе си бидам фитнес инструктор, ќе си коригирам, ќе се шетам, ќе си вежбам за мене. Ама добро, извини што ќе те прекидам. Да. Испливуваат квалитетните кадри. Значи реално и кај мене е добар дел на тој принцип работат. Јасно. Добар тренер, значи пред короната можеше да земе и 90.000 денари. Ама тоа се исклучоци. Значи 90% он си ја регрутира клиентелата, си ги задржува, се бори за своите клиенти, допринесува, да, ама и Ама е зима. вработен кај вас. Вработен. Збориме ние сега сепак за тие што не се вработени по пак, клубовите. ете, значи, Нема све добар зависи. тренер, Здравко, да. И он, ако ќе израсне на тоа ниво, прво нешто што помислува, и тоа е исто голема болка, прво нешто што помислува е се вика, чекај сега, Здравко, ако јас земам 90, он ти удира математика, колку ти заработи. И се вика, јас од кај Здравко си одам, затоа што јас можам да земам многу повеќе. Нема Здравко да ама поминат треба да преку уложи у клубот. справи, треба да уложи све, или ќе Знам. проба да шета по Јас. клубовите. Кеш, Ако прави пари сега да кажам, мора да ги направи. Тоа не ги прави истите. Така е. Сакам да ти кажам, не ги прави истите. На крај се осеќа, јас не викам дека он, значи дека Здравко него цени или него, на крај се осеќа, си вика, чекај, јас можам многу повеќе, зашто да останат во овој клуб? И он бара алтернатива. И кај мене најголема болка е, јас сам им кажам, значи гледам дека детето работи, да, ако иде преку систем, он заработува многу помалце пари, на крај ми вика Никола, значи јас го израснав ова, поминав све, станав добар тренер, имам премногу клиенти, јас си одам. Ако не е кај мене, ќе најде на друго место и ќе заработува многу повеќе. И така Да. ни шетаат. Почетници кои учат, се калат, значи нови тренери, на нив им одговара. На него и 200 и 300, тоа се млади деца. Меѓутоа кога ќе стане тренер, сега да не ги именувам, неколку Искуси. тренери, 10, 15, 20 има низ Скопје, кои стварно имаат многу клиенти. Дури и такмичари се и него не можеш никако да го задржиш и да му влезеш во джеп. Точно е, па Единствено тука ни нешто треба да ги како клуб задржиме. од тебе е што си викаш, чекај, еве имам некоја чланарина од не знам, во фитнес Да, ама сите центар. клубови кога ќе имаат исти стафи нема да дозволат, он ќе биде приморан да се регистрира. Значи кога ќе имаме добра правна основа, тогаш ќе мора сите. Значи И онда не, јас тоа ми е да тоа да ни се помогне регулатива една само за тоа да се даде во фитнес центрите. И да имаме да има да се одбере и да имаме цело време квалитет. Ние веќе не нудиме квалитет, сега со тоа се соочуваме. И ја така. Не нудиме квалитет, гледаме што повеќе да се заработи, да се викне, да се земе, да си се станува збор, На па и масовност и на број. ситуацијава каква што е дојде, на масовност. квантитетот дојде до израз. Па дојде. Нема Сега не го квалитет. кривам можда во моментов, таква Да. е ситуацијата. Јас бев преуплашена на пример, 20-та го работиме тоа, бремена, градевме и останавме, ни се затвори салата. Мене шок ми се случи во живот. Мислам буквално мислев ќе се порадам 4 месеци порано, ама дентас реков гото Елена, ќе правиме нешто и почнав со онлайн часовите и тоа тргна се супер, ама не се сите Елена. Сега реално да правиме муабет и не може секој тоа да го направи. Мора нив да им најдеме начин плюс како они да го работат тоа, а сите да бидеме да се знае кој каде припаѓа. Да имаме углед во фитнесот. Ние немаме никаков. Од сега па Не, види, немаме. потајно има, постои. Значи се знае реално кој нуди подобар квалитет и услугата на као самиот фитнес центар, така и инфраструктурата тоа што Ама го луѓето не се пазарот цени. информирани, Јосиф. Е што од социјални мрежи, само немаме подршка ние на друг начин сето тоа да се изрегулира? Федерациите не функционира. Зашто преку социјални мрежи да Агенција ме за млади препратиш? спорт не функционира како што треба и имаме ни институции кај што прво треба да се обратиме. Зашто да нема? Зашто ја пак на истото прашање цело време се водам. Зашто јас ако како тренер доаѓам кај Никола нема да ми се обезбеди начин како можам вака како можеме да функционираме јас и он? Без он да ме вработува како што е регуларното вработување. Види, ја повторно се сомневам, не знам дали постои модел у кој што Здравко што вика да за сите фитнес центри постои еден стандард. Слушај, вака ќе биде,
со тренерите ако зборуваме, мора да бидат некако регистрирани, инаку не може да влезат у фитнес центарот. Ама тоа е толку тешко за контрола, затоа што постојат толку многу фитнес центри у Македонија, што инспекторат Добро. одреден, не знам дали ќе ги контролира. Пак ние знаеме кои се тие фитнес Како тренери. има за козметички студија и за... Па како е таму регулирано? Па е регулирано, не знам, јас не се разбирам, знам дека таму е регулирано. Зашо не да се може крие? секој да биде козметичар, не може секој да биде таму. Сега Може, се не викам може, не, точно. има и црна, меѓутоа Све што сака, точно, ама ние сега се бориме да имаме еден квалитетен фитнес изглед. Значи, да, ние сме имиња, имам имиња, ама нема само тие имиња да се зборуваат. Него, целиот фитнес систем да го изрегулираме. Дајте да почнеме барем од тоа кој може да држи тренинзи, барем по таквите клубови каде што се и да има листа дека смеат. Зашто да не ги објавиш ти уште 20 тренери дека ги имаш па да си ги бираат и нив ако твоите се зафатени? Да не ги вработуваш во кај тебе, така, нели? Тоа ни треба решение, за тоа ни треба решение, таа инспекција што решава во тој случај. Јас пак не сум во вашето. рекламирам надворешен тренер. Тука ни треба помош. Као хонорарен соработник, као договор на дело со 11%, ама ако Здравко, прифати он. нареден месец он нема да има клиенти. Не мора да го платиш плата Што правиме? Не, договорот го правиш на месечно ниво, секој месец. секој месец. Така работам јас. Како работиш? Со онора. Имат работа, немат работа, не мора да земат. Со надворешни тренери, не ти се вработени? Не, јас лично. Аха. Јас работам во училиште, професор по физичко. Добро. Во клубот, уствари не клуб, не сме фирма, тоа фирма како што се и тие. Значи јас работам, јас земам плата хонорарна. 11% дано се плачам за мојата плата. Ако си имам појче работа во клубот, продавам и справи појче, си имам проценти, се покачува и платата. Дали исто, јас што ми се моташе у глава овие денови, можеби клиентите треба да добиваат некаков бенефит за да ги мотивираат тренерите да се регистрираат. У смисла, кој што се случи со мој дедеве, така, луѓето станаа на еден начин инспектори барајки фискална сметка или одредена потврда дека нешто платиле. Дали можеби клиентите да постои регулатива и закон кој што вика доколку инвестираш, покажи ја сметката од што вежбаш месецов, добиваш субвенција на тоа и тоа, добиваш, не знам, доброволно приватно здравствено, добиваш, можеби некои такви работи ќе наметнат да ја како клиент ти речам Никола, тренер ќе ми бидеш, ама ај дај ми нешто да сакам приватно здравствено да си земам. Тогаш веќе мислам дека и на тој начин многу би се олесниле работите, затоа што сега ја ова го нафрлувам, пошто ако ние би седнале со некој од институциите треба да имаме решенија, не да им викаме ова ни е болка, она ни е болка, туку да најдеме можеби 2 до 3 предлог решенија за едно од нив да се прифати да имаме бенефит. Еве ја на тоа сум го ти каже да, во ред. Дај му плата 20.000, 7.000 му се придонесени. Кога не сакаат да се обнови ништо, него едноставно се научени на старите работи, ма па затоа сега го правиме ова, зашто да не се откажуваме. Да мора да се Имав јас случаи кај што ми доаѓа тренер, вика да, ова е мојот клиент, ми плати чланарина на мене, го плати он данокот, во ред, дај ми документ. Немам. И како да те пуштам? Да ти верувам на збор не можам. Значи он ми тврдеше дека клиентот му платил на трансакцијска сметка и дека е платен данокот. Јас немам никакво покритие, ете, можда ќе го пуштев. Јас. Да. Значи мора да има некоја си правна регулатива за и тренерите да имаат некоја Да, излегува многу тренери и тоа е супер, затоа што трендот расте. И секој сака да биде тренер и нема лошо во тој, затоа лошо се збора, леле, овој бил нал тренер, оној секој што има правилно како станал тренер, нема тука што да се буниме ние. Така секој се гледа својата работа и за секој го има работа. Ама дајте тие тренери, јас тоа би барала. Секој што сака да биде тренер да има каде да се обрати до Агенција за млади спорт. Оди во Агенција за млади спорт. Сакам да држам аеробик часови. Јас од тоа ќе појдам, сакам да сум тренер кај Здравково клуб. Што треба јас да направам? Немаме таква нешто, него они само стануваат тренери. И да држат часови. И сад тоа никако не се контролира. И верувам дека и за клуб да размислуваат, и за да им се објасни со даноците, они не знаат колку дека она
Ако и се плаќа на сметка, не знае она што се 2 милиони и дека после тоа треба друг данок да плаќа, дека станува ДДВ обврзник и слично. Немаат они информација, луѓето не се информирани. И другото, веќе финансискиот дел, да се стави, тоа е многу битно. Јас можда го неам толкав како проблемот, ама еве зашто сме сите тука заедно, трошоците што се и чланарините. Не може, значи останавме на 1200-1500 чланарина месечна. И јас мислам дека Зашто? Затоа што има по 600 денари чланарина. најголема болка, значи зашто и да разговараме и за па тоа што кажа Здравко, одиме на квантитет се цените. Значи ако можеш Стално има врати го некој, да. слайдот, Стално врати има го некој што ја бутка цената. слайдот, Па, врати Па го. немаме стандард. Во ред, ние секад ки имаме некого и секад ки имаме загаден воздух. Не, ја го сваќам тоа. Он ја бутнал цената затоа што работи сива економија. Кога он би ги платил сите давачки према државата и према вработените, Ништо тогаш нема не да може да иде со таа цена. Факт е дека Па види, он не работи легално. И пе- заради тоа иде со таа цена. Иначе како другчие би одел со таа цена? Па супер, ете го пак проблемот го имаме. Да, работи, не сака да пријави. Тука ни треба од нив помош. Тие тренери сами што сакаат искрено, да видат. Затоа правевме преска, морав да му кажам за Здравко, денеска требаше да има присутни и од федерацијава, и од агенцијава за млади и спорт, а можеби и нешто и од инспекторатот, некој ден, не знам што вака се сипа. Сама сам, да, ние во групи Ви- сами Прва да мора да ваките. е федерацијава, зашто све оди преку федерација. Добро, повеќе федерации. Се да речем, јас искрено имав проблем со Бодибилдинг федерација. Склучив договор со Агенција за млади и спорт, со Атлетска федерација, кога имаат потреба да Да, и ја имав проблем и не утепа за академијава со инспекции, така да И од таа гледна точка јас, ете, сум бил член, сум плаќал членарина на Бодибилдинг федерација, повеќе не сум. Имам договор со Атлетска федерација и со Агенција за односно со Олимписки комитет. Сите олимпици што идат имаат право кај мене да се спремаат. микрофонот. Да. И добро е што од Атлетска федерација имам користење на нивен термин на арена Филип II. Значи тоа е си меѓу себе договор. Јас многу одамна сум во фитнесот и во спортот и све меѓу првите организирав и тренинзи на отворено, држав тренинзи на кеј, држав тренинзи на водно, на Борис Трајковски, на стадион држав. Сите тие работи сум ги поминал. Имав добар кадар, што го спроведував тоа, но едноставно немав подршка од ние на институција да продолжам да ги буткам тие работи. Затоа нас не Имав треба помош. проблеми, вика, кој си ти да држиш тренинг на кеј? Значи, официјално, као клуб, искачав на кеј, со справи, со све. Организирав по пропис, качување на водно, се знае, прв тренер позади еден, у средина еден напред. Значи, по стандард, све како што требало, немав подршка од институциите, дури имав и сопки, затоа престанав да ги организирам сите тие активности на отворен, официјално, значи, со објавување, со тренери, со обележување на простори, све. Види, а за институции, значи ние треба да обединиме став по неколку основи, ако зборуваме, еве, ако е болка увозна опрема или непрактикувањето на веќе регулативи кои што се Има регулатива. олеснителни. Треба Агенцијата за млади и спорт да ни издаде потврда дека сме ослободени од плаќање на царина и на данок, за да таа опрема што си ја внела, ти е основно А средство за зашто работа. не ти ја издава, еве? А ете сега, не ги издаваат. Да некого издаваат. Да речем, имам примери каде што скијачка федерација увезла ски, друга федерација, друг клуб увезол опрема. Значи ти си обврзан опремата секогаш да биде на увид, било која инспекција да дојде да ја провери дека ти е стварно тука, затоа што има злоупотреби. Да ја продаде. Се тие сите злоупотреби прават ние што сме легалните, што сакаме да го внесеме тоа да не можеме да го внесеме. А они си внесуваат опрема, ја продаваат опремата и тоа е целата проблем. Јас пробав, уште 2013 кога отворав клубот, ги знаев тие регулативи, се обратив, едноставно... Не се ни обративме, си плаќаме. Јас- Него само знам дека не можам да си дозволам финансиски да го Првото, опремам првиот клубот. увоз ми беше 20% царина со 18% данок, па после го намалија на 10%, па сега е 1%, ама имаш правна регулатива да може да те ослободи. Затоа што ти е основно средство за работа, не ти е тебе за тргување, за продавање. Значи, да. Вака да се разбираме. Ако тие значи купиле опрема приватно, не на име на клубот, тоа е нормално. За клубот зборуваме. Како за на име на клубот? Со фактура преку клубот, значи царина како што кажа Здравко само 1%.
ДДВ, не, таму ќе се платиш тука и тоа се. Ако Секоја држава е така. Ако е основно средство за работа, мора да те ослободи. А тие? Боже. Да. И од таа, затоа што јас не можам да го пребијам данокот, не сум ДДВ обврзник. Да е фирма, може да го пребие данокот, затоа што е ДДВ обврзник. Ние не сме ДДВ обврзници и данокот го плаќаме, не можеме да ги пребиваме. Ние една давачка. Тоа е разликата измеѓу спортскиот клуб и фирмата. Фирмата да, ќе си направи увоз, ќе го плати данокот, но после ќе направи пребивање. Тоа е. Така што таа е многу олеснителна околност на спортските клубови. Опремата и да. еднократна, да речеме, проблеми, еднаш, два пати е. Не, јас го кажав на почетокот заради од финансиски аспект. Види, да, ама коронава ќе направи да многу набрзо пат треба да се купува опрема. Ако така, еве зборувате за тоа дека се оштетува со дезинфекција опремата, дека кородира, дека алкохол, дека Амортизациониот потење, план е- амортизацијата е побрза. поместен. И ти ако си планирал за 5 години да инвестираш во нова опрема, ќе треба за 2 години да А инвестираш. квантитетот што го збориме може да замислиш што и прави на таа опрема. Сега не знам каков е квалитетот, да, јас стално работев фитнес центри кои да набавуваат техноджим опрема или Cybex малце поквалитетна. Значи мене ми е во последниот клуб затоа што работиме, да, квантитет имаме многу, мене ми е чудно како тие машини толку скапи и толку си видел и ти. Попуштаат. Гледаш колку се амортизираат. Да. Не знаеш колку Тешко е колку за држава. кошта, Слабо е за колку држава. чини да Јас- репарираш, тоест да обновиш ти пак фитнес центар, техноджим од 700-800 квадрати. Тоа е нешто страшно. Не знам дали собственик, ја не сум собственик, ја го работам. Значи не знам дали собственик би ти дозволил да направи уште една инвестиција после 2-3 години. Затоа што работиме на квантитет, како што кажа Здравко. А како се Не движат? може, извини од преска гледам, значи првите 4 линии треба да не постојат. Сериозен сум. А 56% од пазарот е тоа, под 1000-дарка. Не, 70% е. Значи првите 4 Аха. линии од 1200 нагоре. 14%, 25, 26, 5, вкупно е 70%. 70% Под 1200 вежбачите денари. плаќаат под 1200 денара. Ние збориме за да пријавам тренери, за што збориме? Значи да, треба да се направи некоја федерација, здружение, сојуз, кој ќе биде под капа на Агенција за спорт и млади или државата, да се направат стандарди, дека ќе постојат два типа како што преска спомнав. Хотелиерите имаат хотелиерско здружение кое има минимум во хотел со 5 звезди цена е 50 евра од ноќевање, во хотел со 5 звезди 80%. Така ќе биде фитнес клуб, фитнес центар. Фитнес клуб се регистриран, минимум ќе биде, не знам, 1500 денари. Фитнес центар минимум 2500 А денари. добро, постои дали некаде надвор од државава, еве у поразвиени земји, постои таква дали постои таков ранг на фитнес центрите, дали таму има некакви звезди? Како еве тоа би се регулирало да знаеме дека ти спаѓаш тука, у Не знам. оваа група? За во Бугарија знам дека тоа се види, Бугарија е 2 скалила над нас во фитнес Океј, индустрија, види, меѓутоа, мора да одиме натаму. Има такво здружение кое регулира. И што регулира? Како изгледа? Регулира, Овие значи за тренажен стандарди. процеси за стручен кадар и за школа се многу понапредни од многу европски земји. Значи има стандарди за лиценци за работа. Добра. Стандарди за клуб, стандарди значи каков клуб можеш да отвориш, што ти се минимум стандарди, дали на ваков клуб на толкава квадратура, колку туш кабини, колку смееш да примиш, тоа е нешто страшно. Меѓутоа, А кај нас постојат такви регулативи? Ништо? А кај нив е у закон тоа е кај нас има имплементирано? регулатива како прво не смееш да се бавиш со рекреација, спорт, што и да е, ако на 6 месеци не направиш преглед, за да добиеш дека си способен за физичка активност и рекреација. Тоа ја не верувам дека некој клуб го бара. Тоа е за такмичари. Не, и за Не, и за рекреативци. рекреативците што доаѓаат Ако се случи нешто кај мене во клуб на некого, Вака се, јас долги години склучував договор еднаш годишно, добро? значи на клиника за спортска медицина кај што ги носев клиентите. Со тој што има здравствено осигурување, преку матичен лекар, мислам дека е сега Не. За клиент, значи јас Да. имам и официјално документи што сум го работел. Значи јас реално сум ги работел сите тие работи, познати ми се и работев. Обврзан си да закажеш термин.
терминот не смее да има повеќе од 15 членови, со здравствена легитимација, односно плав картон или сега ги нема повеќе, е 150 денари од матичен лекар, добива упут, иде тамо крвна слика, му прават стрес тест, сите тие пропратни испитувања и добива он уверение дали е способен или не. Тоа си стои, нема примена у пракса. Затоа што прво и основно сите такмичари за било кој спорт треба да идат на 6 месеци и предофицијално искачање на било кое такмичење е должен да го покаже он здравствената легитимација. Не, и за регуларните. Значи јас бев обврзан, јас закажувам. Колку од тие ќе се пријават. Меѓутоа ако ќе Значи јас тоа сум обврзан да закажам. Тоа е, толку завршуваме ние. Јас не сум обврзан тебе да те натерам да идеш да правиш. А мојата обврска е да закажам термин, да кажам тогаш и тогаш, да објавам, а кој ќе дојде, дојде. А ако не направил преглед го примаш? Тоа е на негова одговорност повеќе. Па затоа ти кажувам. Значи они ќе дојдат и јас затоа што не можам да ги натерам, проба во еден клуб да направиме така да мораш да доаѓаш со лекарско уверение на секој 6 месеци. Виках, ќе доаѓам кај тебе, ќе си одам на друго место, сега ќе идам да правам ја преглед за да трчам Добре, на нели потпишува он Затоа си влегол? правам правилник во кој кажувам дека Јосиф кој ќе дојде кај мене и ќе ми се потпише на тоа дека вежба на собствена одговорност. Јас не одговарам за твоја здравствена состојба и ако нешто ти се случи внатре. Ни тренерот прич не одговара. Немам како. Зашто? Единствен начин да И се тренерот заштитиш. е клиент. Да, уствари што, он го тренира, ама... Ако збориме за надворешен тренер. И Да. тренерот ти е тебе реално клиент. А мојот внатрешен тренер да одговара. Затоа што тренерот кој е вработен и покажува вежби, не дај Боже да се случи. Не се случило до сега во ниеден клуб, ама не дај Боже, сигурно дека тој тренер и компанијата ќе одговараат. Нели е така? Да. Што се случило, тренирал со кого, со вработен како фитнес тренер во таа и таа компанија. Затоа што он потпишал на собствена одговорност, ако он сам вежба, ако некој тренер ти кажува, сега не сум запознат, меѓутоа верувам дека ќе одговарам како компанија. Све зависи каков адвокат ќе фати, затоа што имам јас бар имам доста сознание дека имало доста повреди, имало и смртни случаеви. Све тоа е од негрижа од собственикот, тренерот, неправилна суплементација. Да, добро, некојаш и на самиот клиент може би не грижа, знаеш, некојаш и самите луѓе не знаат што им се дешава у телото и каква им е кондицијата, ама без разлика, еве, да некако да сублимираме за... Извини, ќе те прекинам. Пулс во Бугарија. Добро? Во Пулс во Бугарија не можеш да се зачлениш ако го немаш тоа. Меѓутоа, знаеш ли што е наинтересно? Што тоа трае 10 минути и го правиш во Пулс. Аха. Зашто правиме муавет? Ќе имат спортска медицина внатре во клубот. Во клуба. Че доаѓаш и ти кажува, влегуваш за 10 минути, завршуваш, додека ти правиш документи за да се зачлениш, тоа е веќе готово и ти кажува да можеш. Значи, да посетуваш. дали еве Бугарија би ни бил добар пример да стигнеме до нивните стандарди? Не дека Пошто ако веќе имаме блиска земја која што стварно има добри стандарди, не дека значи некого ние може да... форсирам, меѓутоа мислам дека Бугарија е две класи, како што реков, две класи не само над нас и од другиве соседи. Имаат голема традиција. Значи, од секогаш таа тренерска школа за спортисти имаат. Значи, имаат многу едукативни центри за обука, така што се меродавен фактор што може да не води. Да. Затоа што види, ако се работи за тоа, сме у куќа на Европска унија, така, тие многу лесно може да ги земат информациите, да речеме, слушај, дај ова да го примениме кај нас. Да, и толку би било лесно може би. Би биле најдобар пример Тоа би била затоа што почетна точка каде што ние за нашите услови би доработиле според јасно. тоа, али као почетна основа, као модел може да се прифати и да се надгради. Добро. Значи, ај вака, сублимативен да направиме. Колку што од дискусија успеав и јас да разберам. Едната болка е што постои регулатива за увозот, ама не се применува ништо, за да
нели, инвестирам ја у опрема и да добиам некакво олеснување. Што е супер, ја мислев дека не постои и затоа дел од подсетникот си пишав дека да можеби да се вметнат некакви субвенционирања на инвестиции у фитнес клуб. Второ, колку што разбрав, е да се воведе стандардизација како треба да изгледа фитнес клубов, кој што се воведува регулативи за ковид на толку квадрати, толку луѓе, тушеви овака, ова се мери, тоа се дезинфицира, значи видовме дека може да се воведе, да поттикнеме да се воведат стандарди. За да Мислам дека има агенција за млади и спорт, некој си стандард треба да се погледне, што ама да, мислам дека види, на многу не се ниско ниво. почитува да Играње мора да постои стандард. Ти во Него ние да направиме мала Да. промена во сето тоа, затоа што сега ова е веќе како? Што кажа, стандарди се минимални. Да, ами немало порано толку клубови, него имале они ова како проблем. А зборуваме денеска се уште у Сега Скопје, ние има зборуваме многу за клубови. подруми, за мувла, за немање вентилација никаква, за Такво нешто не треба да функционира. А вие цело Да. време уствари за Значи Скопје зашто зборувате. некој да инвестира, да, што е да по- пријавува што е на вработени, Јас тргам од себе, значи мојата вентилација кошта само вентилацијата, не правиме климатизација. Кошта 28.000 евра само вентилација, што го менува воздухот за 6 минути во цела сала, цела ако би кажа. Имам посебна вентилација во сала, посебна вентилација на кардио, посебна вентилација во соблекувална. Тоа е само вентилација плюс климатизација. Значи тоа е пак некој си над стандард што сум го применил јас, зашто да, пред све, по парк јас сум можам да сакал, замислам. јас сум сакал пред се, јас сум таму по цел ден да створам услови за мене, а после за вработените и за И клиентите. управо е господинот, збориме цело време за Скопје. Ама сега не- Да, јасно ми е што јас сум од Велес, јас у Значи- Велес сам, а да не зборуваме за уше па помали места и градови, кај што чланарината е 300 до 500 денари, мислам луѓе, таму. или да, меѓутоа или работиме или не работиме. Подобро да не постои така. Затоа што тоа не е добро и за нив како бизнис, тоа не е профитабилно. Знаете колку такви, сега јас ги кажувам малски теретанчиња и фитнес, отвараат, го бутаат пазарот, баш го бутаат пазарот и затвараат после 2 години. Затоа што во тоа влегува човек кој нема додирна точка со фитнес. Дигнал 2 тега, се напил нешто, се бувнал и знае што е. Значи он ќе отвори фитнес центар и ќе му дадат другарите ќе вежбаат. За 500 денара ќе наплати и викаат чекај не е ова. А што прават луѓето кои треба да заработуваат од тоа? Ама луѓе никаде нема, ај пак парите, никаде нема месечна членарина ефтина. Ти секогаш си обврзан да вежбаш од 3 до 6 месеци. Ако сакаш да вежбаш еднаш, сигурно е така каде што си работи. Па да, рече колку 6-12 недели, така Немаш беше. или ако е Не, тоа се месечна. договори годишни или 12 или 24. Да, ама ако сакаш месец да вежбаш, плаќаш 100 евра. Пошто ти генерално буквално плаќаш 6000 денари ако сакаш да вежбаш месец. Пулс беше така, значи колку е на подолг период, толку ти е по Ама тебе не поевтин. ти се исплати за месец да платиш. Не Па плаќаш за така и те месец. врзуваат, тоа пробувам да го Ама направам и тоа каде да е што сум ти го сега. зацврстува, затоа што ти имаш прилив пред време, знаеш дека последните 6 месеци ќе обстоиш како таков, затоа што не се грижиш секој месец да те има, да само да правиш нешто за да имаш нови луѓе, зашто? Да ги врзуваш со сето тоа, ма пак бара стандарди, ти не можеш да му речеш Здравко, ти не може толку да направиш. Па види, Елена, значи Тоа ако пак е пазарна ако така, речеме направиме муавет чисто да, ако речеме една точка од тоа што сакаме да се регулира е увозот. Втора точка ако сакаме да се регулира Климата. стандардизација како да кои се минимум стандарди за да ти дозволиш да се вежба тука. Трето зборуваме за тоа во зависност од квадратура, инвестиција и Условите така натаму, спаѓаш у таа категорија која што и категоризација минимум цената е таа и четврто нешто зборуваме за така како персоналните тренери да исто станат дел од регистрирана економија. За тоа Тоа е не најтешкото знам дали имаме некакво предлог решение у моментов. Како го регулираат во Бугарија? Види, Бугарија го има тој проблем што тие тренери да цело време циркулираат и вртат. И кај нив е голема болка. Голем пазар, значи имаат премногу тренери, премногу кадар и све што е квалитетно знаеш дека оди надвор. Па затоа мене главата ми оди Меѓутоа работат сепак имаат и побарувачка. Работат на малце повисок стандард. Таму Јасно. не е толку ефтин како кај нас персонал, значи тренер.
Добро, затоа ме на главата ми оди практично на тоа да Исто клиентот да биде кажам, тој што ќе му бара на тренерот доказ Ќе за ти уплата кажам, и за така, уште за да добие еден нешто проблем назад. што во Бугарија, значи тоа што го спомна и ти, во Бугарија беше, еве пак пулске, го спомнам, во Бугарија имаш, да, Елена рече, ако сакаш месечно не ти се исплати, затоа што е 120 евра чланарина. Он ти вика, јас можам да ти понудам 50 евра во кои ќе користиш и фитнес, и спа, и се, меѓутоа ќе потпишеме договор на 12 месеци. Што значи ти си го врзал тој клиент уште 12 месеци да не му ја мислиш и така он има средства да вработи и менаџер на смена и хостеса која ќе те прошета и ќе ти презентира све како што треба, се ќе биде на ниво. Меѓутоа, тоа пробавме да го направиме во еден клуб во Синерџија, карикирам. Ти кажам, ако чланарината е вака, не знам, еве кај нас е 50 евра, ќе ти биде 30, меѓутоа да потпишеме договор дека ти ќе плаќаш во наредни 12 месеци. Доаѓал, не доаѓал. Тоа не е. Да. Како ќе го регулирам со извршител? Така и во Германија, значи така. Како ќе ги тука не можам Договор. да уврзам, јас не можам да му ги земам унапред сите 12 месеци. Или еве на 3 рати по 90 евра, не знам како. Како и да се договориме. Како јас ќе го регулирам, со која банка ќе ми даде мене да подпишам, па да им влече Сега, па... вака се јас и на таа тема сум поработил. Значи, Интереси. у моментов Стопанска банка постои таква опција Што постои? да Налог. склучи договор со клиентот, на него на месечно ниво му ги зема парите. А тебе ти Како- дава за една година. Сега Како имаш две, Нептун, имаш две хепи опции, да, картица. имаш две опции, сакаш месечно да ти ги дава по толку или сакаш најнаш да ти ги исплати малце помал износ, некоја си банкарски Јасно. камати. Значи во моментов као опција, као линија стои у Стопанска банка. Значи јас тоа сум пробав да го продадам, не продадав ни една. Значи пробав. Значи јас Исто сите со те. тие методи пробав, да. Пред 2 години пробав со Стопанска банка, направивме договор, пробав да ги продавам, ништо. Зашто мислиш дека не им се плаќа камата за вежбање, може Не или знам, не луѓето се сака да се скептици, не обврзуваат? знае што ќе биде утре, што Тоа е викам. менталитет во прашање не. Добро, ама мислам дека Знам колку пред ќе 2 вежбам. години и сега Време ќе вежбам. Да, сакаат Дека не се вежбуваат, само сезонци не сакаат вежбачите да веќе. се сврзуваат една година со Види, клуб. за разлика од пред 2 години, сега у лето немало, сега не го зборувам ова лето, годишни прошлото немаше чланарини, падови. Каде што ми ги плаќаат преку фирма на фактура. Јасно. Имам, ама јас сакав обичните луѓе Да. да ги врзам, едноставно да им понудам опција. Најдовме метод со Стопанска банка, го понудивме, не направив ни Тоа едно само со собствен маркетинг. Ако има опција, значи ти сам да си го промовираш тоа како опција. Дури и тие кои ти плаќаат на фактура или луѓе што да имаш луѓе кои регуларно доаѓа колку е годишно, он знае веќе што сака, доаѓа и кај мене плаќа. Можеш да му кажеш да, имам опција да ти го давам ова да го плаќаш на 6 или на 12 рати. Луѓе зборат меѓу себе. Значи ти кажам, например ти кажам Јосиф, заедно вежбаме, слушај бе, си плати вака и вака. Имаш, не сум знаел дека може. Јас пред 5 години тоа пробавме да го направиме, ама не можеш со банка, него демек да ти потпишат документ, договор кога ќе Па на извршител да го даеш, ама Ништо. тоа е кај 2 месеци ти плаќа и да те толку. брендот Не, отиде тоа си каде постои плукаат Стопанска, има после. нешто слично со Тутунска со картичките, каде што они им кинат, ама тоа е на 3 Тоа е до 6 кредитна. месеци. Тоа е Веќе, нешто тоа, како кредитна карта. административна забрана, значи А. Да. стварта е да ставиш административна забрана дека пример 1800 денара секој месец во наредните 12. Тоа е само со картичка и преку банка. Иначе Јасно. Да, али види, ова е веќе, ова што го збориме е веќе кешки тоа да ни е болката Тоа е политика единствена. веќе и на клубот. Знаеш, и се. Да, тоа е очигледно добро ние имаме менаџирање, други маркетинг и болки има менаџирање. индустријава што ги спомнавме еве сега овие 4, што би требало прво да ги изрегулираме па подоцна да се зборува за тоа. Тоа и самата култура како ќе се подобрува и луѓето кои ќе сватат дека не се сезонци, дека цела година вежбаат, ќе им стане логично дека ја слушај, да, можеби подобро ми е вака. Не знам. Ќе покаже времето и пазарот, кој што му покажала на Здравко пред 2 години, али еве можеме од овие нека бидат 4 точки кои што ќе бидат, кои што би ги барале. Ја еве со помош на Европска унија ќе бараме да стапиме до релевантни институции, а па би ви се обратил дури можеби тие состаноци да и заедно ги правиме. Жал ми е што
што и голем дел од луѓето и кои што мислам и официјално ги поканивме како релевантни луѓе кои што се влијателни, кои што имаат клиенти исто така и тренери и клубови, не успеа да дојдат, али тоа е тоа. Едноставно ние ќе продолжиме да го креираме, да остатокот од тие регулативи ние да ги креираме. Така да, дечки, фала ви на поканата, фала ви и на вас што останавте до крај, и на тие кои што успеа барем дел да дојдат. И еве, јас се надам дека ќе успееме до 2021, сигурно нема тоа да оди толку брзо, ама до 2021 следнава година да барем 2 од 4 точки да им направиме чект и да си регулираме. Има предвид само тоа дека трендот е премногу зголемен и затоа се соочуваме ние уствари со проблеми, затоа што ги немало толку клубови, немало толку луѓе што вежбаат. Точно. И се излегуваат и работи на површина. Не се страшни од една страна, ама треба да се седнат и да се направи реобнова на сите тие закони, регулативи за тренери, за фитнес центри, Така за е. фитнес клуб и за нели на таа гледна точка да гледаме, затоа што сигурно си свесен од тогаш до сега тоа се промени, што јас не можам ни да ги замислам какви се настанати. Само од сумата. Ама бројот. Буквално ги знам сите развојни фази на клубовите Добро, во се, Скопје. ама сега колку е букнато све е премногу. И добро е, само сега треба тоа да се. Па у февруар Стопи. месец, ако ја гарантирам некој да отворил било шо, соба, вежбална да пише, ќе му се доеле стопи, луѓе. сега тој Може да- немало да ги задржи, ама ќе му доеле Затоа луѓе. реков, најголема болка и нешто што највеќе треба да се форсира во моментот, да категоризација прво на центрите. Значи ние збориме за вработените, ние ќе ги средиме вработените, а не сме ги средиле објектите. Ние прво треба да ги средиме регулатива на сето ова. За луѓето да Значи, бираат, прво да има кој може да има и отвори фитнес центар. Кога тоа ќе се среди, луѓето немаат каде, значи нема да вежба за 600 Да. денара, за 500 или сега да не напоменувам, искочи пред неколку дена видов еминентен центар 3000 денари 6 месеци. Тоа не го прават. Зашто да работам јас? Значи мора да има прво да ги средиме клубовите, категоризација, клубови, центри, како и да е, како ќе се договориме. После тоа се работи на вработени и на нивна сигурност, на легитимација. А дефинитивно може, пошто се постои категоризација. Хотели, Фала Богу. уколи така евро, 2, 3, 5, 4 таму постои и А не у може центрима мора да хотел постои. биде било кој. Да. Затоа викам, бројни сме, сега може да се иска така регистрираме кој каде припаѓаме, за да А пазар има. Има. Меѓутоа, ова е жално. Треба овие 70% да влезат надоле. Да, тука види, тука зборуваме за овие 300 до 500 или 500 до 800, тие нико здружение не се регистрирани, тоа се така. Дојди, плати ништо и уживај. Окей, ништо, фала ви уште еднаш, уште по едно кафе може да удриме и да си продолжиме со денот. За останати мислам еве кој ќе дојде ред да веќе со институции разговараме, ќе виеме у предвид. Мислам и вас, пошто пак и таму ќе треба дебати отворени и слично, али еве Европска унија се надам ќе ни помогне да ни ги отвори вратите до тие институции. Фала ви, дечки.